Не можеме да го скокнеме кога зборуваме за книжевната пирамида и е исто така многу значаен јазичкиот пресврт. Значи, кога зборуваме за книжевноста, која што нема само естетска функција, него има и когнитивна функција, односно сознајна функција, тогаш ќе речеме дека јазикот не е тој што ја одразува стварноста, туку повеќе ја креира стварноста, и дека мислењето не е она што се изразува со јазик, туку напротив, јазикот го креира и мислењето. Значи, тоа научно сознание секако треба да биде вметнато во мерилата кои што ќе прават книжевната пирамида. И уште едно многу важно, според мене, сознание до кое што дојде модерната наука, не во смисла на модернистичка, него современа, значи, оној теоретски пресврт што го направи науката, е фактот дека уметноста веќе не може да си дозволи да се постави на позиција на пиедестал од кој што ќе наблюдува или како што вели Кант на едно безинтересно допаѓање, туку во книжевноста и како се вплеткани, тоа е како и целата уметност едно поле на борба за доминантни дискурси и за символичко означување на светот. Значи, уметноста е исто така средство од кое што пак како ќе се позиционираме ние во однос на него, ќе зависи книжевната аксиологија, односно книжевната пирамида. Прашањето дали е дојдено времето за превреднување на книжевните писатели и создавање на една пирамида која што би имала некој друг редослед, односно дали сите тули, како што рече писателот Братислав Тачковски, се на свое место, јас би била многу скептична во однос на тоа. Затоа што ние прво не знаеме кај им е местото на тулите. Ние немаме книжевна историја за современата македонска книжевност. Имаме една напишана од нашиот почитуван професор Миодраг Друговац пред многу години. Може би таа празнина во другиот дел во литературната традиција е пополнет, меѓутоа во современата македонска книжевност стои празнина. Прво да ги видиме кај им е местото на тулите, за да можеме потоа и да ги преместуваме ако ни е потребно. Меѓутоа за тоа треба и волја, и добра, и културна, и образовна политика. Институции имаме, не знам колку се поединците мотивирани за тоа. Значи да се направи еден систем во кој што секој ќе биде одговорен за делот кој што го работи и да се направи од страна на државата една политика која ќе мотивира за изготвување на така значаен проект.
Thank